Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за атеросклероза. Инаку, постојат и термините артериосклероза и артериолосклероза, кои звучат многу слично и често доаѓаат до конфузија. И затоа напоменувам дека јас ќе говорам за атеросклероза. И да започнеме. Атеросклероза е заболување кое се јавува на крвните садови, поточно на големите артерии. Овде ќе имам нацртано една голема артерија и внатрешната страна ја нарекуваме лумен, и ова место всушност кај што тече крвта, и имаме дзид. Дзидот е изграден од три обвивки, значи туника интима, туника медија и туника адвентиција. Овдека доле ми се нацртани само две од тие три обвивки, бидејќи само овие две ни се од интерес. Значи имаме туника интима, туника медија. Туника интима во контакт со луменот е преку овие ендотелни клетки. Значи, овие ендотелни клетки ја обложуваат внатрешната страна на артериите. Во ред? Сега, во луменот, како што реков, поминува крвта и крвта содржи многу работи, но и од нас од интерес ќе ни бидат црвените крвни клетки, значи red blood cells и LDL. LDL стои за low density lipoproteins, или многу често сте ги слушнале како лош холестерол. Значи, сигурно се слушнале, HDL е добар холестерол, LDL е лош холестерол. По овој LDL може да влезе во туника интима преку рецептор посредувана ендоцитоза. И тоа е окей. Ако влезе така, нема да биде некој голем проблем. Но, ако имаме оштетување на ендотелните клетки, значи овдека ако се оштетени, како овдека што заокружувам, во тој случај LDL може да влезе слободно во туника интима регионот. Океј, во тој слој. Сега, зошто овие ендотелни клетки се оштетени? Поради најразлични причини. Може да биде поради хипертензија, значи хронична хипертензија, висок крвен притисок на долги временски интервали, хиперлипидемија, исто ризик фактор за развивање на атеросклероза, токсини од цигари, може да ги оштетат ендотелните клетки, диабет, поточно хиперглицемија, значи висок крвен шекер, механичка траума, зголемени количини на ТНФ, ТНФ е туморно-некротичен фактор, тоа е цитокин, значи поточно се збори за ТНФ алфа, кој се продуцира од страна на адипоцитите, така што подебели луѓе имаат повеќе ТНФ, а ТНФ с големи концентрации на тој цитокин резултираат со зголемен ризик за атеросклероза. Автоимуни заболувања, промена во хемодинамиката, односно треба да има ламинарно течење на крвта, но може да дојде до турбулентно, што ќе ги оштети ендотелните клетки, и вирусни инфекции. Значи вирусите исто така може да ги убијат, односно ги оштетат овие ендотелни клетки. И овие фактори се генерално работи кои се сметаат за променливи, у смисол може да влијаеме. Така, значи врз диабетот може да се зима инсулин, може да не се пуши цигари, може да се контролира колку јаме липиди, така преку исхрана или преку начин на живење, така повеќе вежбање и така натаму. Значи овие се работи кои се смета дека може да ги промениш дали со медикаменти или со промена на животниот стил. Но постојат и ризики фактори кои не можеш да ги промениш. Сега фактори врз кои не можеме да влијаеме е, пример, полот. Односно, машките имаат зголемен ризик за развивање на атеросклероза. Исто така со возраста, така, значи возраст, кога си постар, се е зголемен ризикот за развивање на атеросклероза, и исто така генетска предиспозиција. Во ред, сега го имавме LDL кој влезе во туника интима. Исто така, овие клетките кои сега беа оштетени, ќе почнат да експресираат cell adhesion molecules. Значи ова се најразлични молекули кои ќе предизвикаат различни имуни клетки да се прикрепат на ендотелните клетки и да влезат во овој предел кај туника интима да видат што е проблемот. Вред. Првично што кои ќе дојдат се моноцити, така, значи они си патуваат, ќе се прикачат со на cell adhesion молекуливе и преку процес на диапедеза ќе влезат во туника интима и ќе се трансформираат во макрофаг. Океј, значи моноцитите стануваат макрофаги. Осно тоа се исто моноцити, само што се наоѓаат резидуелни во ткива. Макрофагите и оштетениве ендотелни клетки ослободуваат ROS, што стои за
reactive oxygen species. Океј, значи ова се реактивни кислородни молекули, односно радикали, кои се смета дека потекнуваат од метаболизмот на хомоцистеин, од кај макрофагот. И овие радикали всушност го оксидираат LDL, така што LDL сега станува oxidized LDL. Океј, и оксидираниот LDL не може да замине сам по себе, да се врати назад во луменот и да влезе во крвта. Значи сега е на некој си начин заробен во туника интима. Океј, макрофагиве, како и да е, ќе пробат да го решат проблемот и ќе ги фагоцитираат овие оксидирани LDLs. Нормално не сите LDLs се оксидирани, али најголем дел ќе бидат. И сега ќе бидат фагоцитирани од страна макрофагов и овдека има многу повеќе него ја што објаснувам, значи ако се навлезе стварно молекуларната биологија, како всушност се прикачуваат, дека макрофагов ги препознаа со помош на едни скевенџер рецептори, така значи не е преку LDL рецептор, него преку скевенџер, па ги фагоцитира, па действува, па тие се деградираат на холестерол и така натаму. Значи нема да навлегуваме у молекуларната биологија. Генерално ќе речеме дека моментално изгледаат како пенести клетки, така ги нарекуваат, foam cells. И овие пенести клетки ќе почнат да секретираат цитокини. Океј, значи генерално проинфламаторни цитокини и хемокини. И хемокините ќе предизвикаат доаѓање на нови имуни клетки, генерално макрофаги, на местото. Така, значи ко има овдека многу оксидиран LDL, ни треба помош. И повикуваат на помош и сега ќе дојдат нови моноцити кои исто така ќе дојдат да пробаат да го решат проблемот. Вред, и други имуни клетки исто така. Истовремено ќе се создаде и IGF-1, значи инсулин growth factor 1, кој ќе влие врз клетките од туника медија, кои што се мазни мускулни клетки. Значи овие црвените се мазни мускулни клетки. И они сега под влијание на IGF-1, кој е создаден од страна на макрофагите, ќе почне да навлегуваат делот нив, да мигрираат во туника интима. Вред, значи ќе дојдат и они ќе пробаат да го решат проблемот. И они ќе почнат да фагоцитираат делот оксидираниот LDL. Значи сега имаме голем број клетки кои доаѓаат на едно место. Но, мислејќи дека ќе го решат сите проблемот, но проблемот е дека голем дел од макрофагиве кои ќе го фагоцитираат овој оксидиран LDL нема да можат да го изнесат надвор, односно само така ќе седат и голем дел од нив ќе умрат. Вред, ослободувајќи го LDL пак надвор. Значи они го фагоцитираат, дел е деградиран или не може баш успешно да го деградираат и умираат и ослободувајќи го надвор повторно. Макрофагиве кои дојдоа новите пробуваат сега они да го фагоцитираат. Значи, а ти не успеа, сега ја ќе го фагоцитирам. И они го фагоцитираат и они стануваат сега пенести клетки. И повторно се врти целиот циклус. Сега она станува пенеста клетка, ослободува цитокини да повикат други имуни клетки, например доаѓаат неутрофилите сега на помош, бидејќи ќе се ослободи овдека и ДНА, тоа не го напомена, значи овдека ДНА ќе се ослободи од мртвите пенести клетки и ДНА ќе служи исто така за да повика неутрофили и сега ќе дојдат неутрофили. Океј, и они ќе пробаат да го решат проблемот. Али неутрофилите кога решаваат проблеми, они се доста деструктивни и ќе почнат да уништуваат многу од ткивово. Така, значи они ќе почнат да уништуваат и други ендотелни клетки. Бидејќи неутрофили кога решаваат проблем, знаат и да експлодираат, мислам, експлодираат у наводници и да уништат целата околна средина. Океј. И ова е еден vicious cycle. Сите пробуваат да го решат проблемот, само наместо да го решат проблемот, они стануваат дел од проблемот. Значи имаш макрофаги пробувајќи да го решат проблемот, не го решаваат, доаѓаат други макрофаги да го решат, наместо го решат, сега они се проблемот. И така натаму, и тоа се повторува постојано, долго време, значи стекна години, и се акумулира овој дел од оксидиран LDL во слојот туника интима и веќе се прави плака. Океј, значи гледате дека овдека веќе се зголеми, така, се зголеми ова масново ткиво, односно масна грудка, каде што постојано пробува организмот да отстрани. Исто така и различни Т клетки ќе дојдат да пробаат да го решат проблемот, они ќе лачат интерферон гама, но исто и тој е проинфламаторен, ќе создадат овдека воспаление,
па ќе се прошират крвните садови и така натаму и така. Значи многу работи ќе се случат. Од кога ќе стане доста голема оваа плака, ќе пробаат мазниве мускулни клетки, значи мазниве мускулни клетки, ќе пробаат да го решат проблемот со тоа што ќе ја зацврстнат и ќе ја затворат поубаво. Така, значи не сме ова да избега. И оние ќе почнат да создаваат колаген, ќе ослободуваат еластини, генерално со цел да создадат фиброзна заштита. Значи ќе создадат фиброзна обвивка и тоа е нацртано дека како со портокало. Значи пробуваат со фиброзна обвивка да го обвијат, да обвијат оваа плака со цел да се спречат потенцијално и понатамошни проблеми. Калциумови иони исто така ќе дојдат на местото. Дел од нив потекнуваат од мазните мускулни клетки и калциумовите иони исто така ја зацврстуваат плакава. Океј, значи да не биде толку желатинозна, него биде поригидна. Но проблемот повторно не е решен и ова ќе си проложи да се врти постојано, така ќе се врти постојано и ќе дојде до одреден момент каде што ќе имаме руптура. Значи ќе пукне, ќе се ослободи содржината и ќе се оштетат ендотелните клетки. Ако сега ги оштетиме ендотелниве клетки, така овдека, различни така тромбоцити ќе се удрат во нив и ќе започне процес на коагулација. Ќе дојдат еритроцити, сиде тука ќе направат коагулум, ќе ја затворат руптурата. Во ред. Но овој коагулум се всушност тромб, така кој се создал. И заедно со тромбов и руптурава, некогаш може цел крвен сад да се затвори, така значи имаме обструкција, но не мора. Ако продолжи да тече крвта, не знам тука вака некаде од страна, дел тој тромб може да се откачи и да стане емболус. Така напатува и понатаму да затне некој друг крвен сад, потенцијално со фатални последици. Сега ако го видиме процесот малце нака од далеку, ќе биде можда поедноставно. Значи имаме првично формирање така на мала плака која иде удоле, барем на цртежов, односно не иде накај луменот, значи не се шири накај луменот, него спротивно од луменот. После некој време кога ќе стане поголема, веќе ќе почне да го затвара луменот, така, на крвниот сад. Со тек на време се повеќе и повеќе го затвара луменот. Некогаш може скоро целосно да го затвори, а да не дојде до руптура. Значи ја одека говорев како доаѓа до руптура, но не мора секогаш да дојде, може само така да го затвори, или пак може да направи аневризма, која што понатаму може да се скине крвниот сад па дојде до големо крварење, односно хеморагија. Но може да дојде до руптура каде што ќе се направи така коагулум, па дел од тој коагулум всушност основно тромбот може да се откачи, да биде емболус, да патува па да затне некој друг крвен сад. Океј. Значи тоа е генералната идеја. Сега. Каде се јавува, како што спомнав, се јавува на големи артерии, големи еластични артерии или пак големи до средни мускулни артерии, генерално нели на аортниот лак. И кога ќе се јави, тоа е всушност не како од еднаш се јавува и за 2-3 дена се гради целата плака и прецелува проблем. Не. Значи тоа е хроничен процес. Значи постепен и може да почне уште од тинеџерските години. Така, значи уште кога си млад, започнува формирање на плаката и тоа трае 20, 30, 40 години пред да прикаже некакви симптоми. Така. И генерално нема ни да знаеме дека имаме развивање на атеросклероза, освен ако не идеме да се провериме специфично за тоа. Бидејќи, како што напоменав, нема симптоми, се дури не дојде до тотална оклузија, така затварање на крвен сад, или не дојде до руптура, па формирање на тромбови, или пак нели аневризма, па која може доведе до крварење, односно хеморагија. И кои се последиците на атеросклероза? Проблемот е да може да дојде до прекинување на крвотокот од даден крвен сад. Сега ако тоа е некој крвен сад, не знам, доле во ногата, кај, не знам, солеус или односно гастрокнемиус, нема да биде голем проблем. Да, ќе ти умре дел од клетките таму, бидејќи ќе има исхемија, така, значи ќе немаат крв, ќе умрат дел од клетките, но не е голем проблем. Така, ќе имаш некоја периферна васкуларна болест, тоа дека што е запишано, дел од клетките ќе умрат, пошто ќе има болка, како и да е, нема да е смртоносно. Проблем е ако се прекине крвотокот, например на коронарните артерии,
тоа се кои го снабдуваат самото срце со крв, така што срцето нема да има крв и доаѓа всушност до срцев удар, или може да дојде до мозочен удар, така ако се прекине крвотокот во некој од артериите во главата, сега зависи во која, зависи каков ќе биде исхемичниот мозочен удар, или пак ако се направи аневризма, можеме да имаме и хеморагичен мозочен удар, кој може да биде дури со потешки последици. И тие може да бидат, значи, смртоносни исходи. Но, окей, како да знаеме дека можеме да имаме атеросклероза? Епа, имаме, например, CT scan, значи компјутерска томографија, магнетна резонанца со ултразвук, коронарна ангиографија, лабораториски извештаи, значи се мери колку липиди имаш во крвта, колку е шеќерот во крвта, тие всушност може да бидат, нели, ризик фактори, перфузиона сцинтиографија, стрес тестови и некои други тестови, но овие се генерално најдобрите. Сега, ако ќе се заклучи дека имаш атеросклероза, што понатаму? Така, што е терапијата? Па генерално терапијата е превенција, подобро да се спречи него да се лечи, и дури да се заклучи дека имаш атеросклероза, они може да наблюдуваат, не знам, секоја година или како ќе ти закажат, да гледаат како прогредира. Но во меѓувреме ќе треба да не јадеш мрсна храна, така, значи не јадеш мрсна храна, да не јадеш многу шеќери, ако имаш нели дијабет да го контролираш подобро, да започнеш со физичка активност, пешачење, да не внесуваш алкохол, цигари и слично. Ќе ти да препишат, може да ти препишат некои статини, аспирин, со цел да се намалат нивота на холестерол, односно да се намали коагулацијата, нели со помош на аспирин. И во крајен случај може да се отстрани хируршки. Значи може да се отстрани хируршки, да се направат байпаси, но тоа е доста инвазивно и не се применува при мали плаки. И сега ако се открие рано, значи може да се контролира, така како што реков, ќе се наблюдува на дадени временски интервали, ќе се смени животниот стил, така што нема да прогредира толку брзо, и на тој начин ќе се спречиат фатални исходи. Проблем е ако не е диагностицирано и може наједнаш да дојде до срцев удар или мозочен удар. Океј, тоа беше генерално се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново. Нормално може да се збори и повеќе, но тоа е генералната идеја. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.